Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во Едуино училницата. Јас сум Вилма Влаховик, оделенски наставник од Основното училиште Блаже Коневски, општина Аеродром. На денешниот видео час заедно ќе обработиме темата мерење и решавање проблеми, односно наставната содржина мерење во сантиметри. Целите кои што треба да ги совладаме на овој час се следните. Да се запознаете со мерките за мерење на должина. Да ги мерите должините во сантиметри. Правилно да го користите линијарот. Мерење. Ученици, дали знаете кога користиме мерење? Мерење користиме кога сакаме да измериме колку е нештото долго, високо или широко. Тогаш користиме мерење и ги користиме мерките за должина. Кои се инструменти за мерење на должина? Линијар, кројачки сантиметар, мајсторско метро, цидарско метро. Што може да измериме во метри? Должината на гитарата, должината, висината и ширината на куќата, должината и ширината на фудбалското игралиште, висината на зградата. Што може да измериме во сантиметри? Помалите предмети ги мериме во сантиметри. Со помош на сантиметри можеш да измериш. Колку си висок, колку е широка таблата, висината и ширината на клупата, должината на моливот и гумата. Ајде да се потсетиме за единиците мерки за должина. Единици мерки за мерење на должина се метар, дециметар, сантиметар, милиметар. 1 метар е еднакво на 100 сантиметри. Како мериме со линија? Дали знаете како се користи линијарот за да се измери до најблискиот сантиметар? Почни да мериш од цртата кај 0 на линијарот. Од линијарот прочитај го измереното во сантиметри. 1 сантиметар. Ноктот има ширина околу 1 сантиметар. 1 сантиметар на линијарот е растојание од првата црта на линијарот до цртата под која пишува 1. Сантиметарот го обележуваме со см. 1 сантиметар скратено го запишуваме 1 см. Ајде да нацртаме права линија со линијарот, кој што го поставуваме на листот каде што ќе ја цртаме правата. Моливот го поставуваме на бројот 0 и влечеме права линија до бројот 8. Со тргање на линијарот сме ја нацртале правата долга 8 сантиметри. Истото го правиме и со правата со должина 4 сантиметри. Мерење во сантиметри. Дали знаеш како да измериш една искршена линија? За да измериш искршена линија треба
да ја измериш секоја отсечка од линијата, да ги запишеш мерките, да го собереш измереното за да ја добиеш вкупната должина. 2 см плюс 4 см плюс 3 см плюс 5 см е еднакво на 14 см. Должината на оваа искршена линија изнесува 14 см. Да го видиме тоа со примерот. Пресметај ја должината на искршената линија, што е составена од 3 отсечки, кои што се долги 5 см, 9 см, 11 см. Собираме 5 см плюс 9 см плюс 11 см е еднакво на 25 см. Должината на оваа искршена линија изнесува 25 см. Да процениме. Процени ја должината на предметите во сантиметри, а потоа измери ја и запиши ја вистинската должина на предметите. Четка за боење, ножички, лепак и гум. За домашна работа. Страна 91 од учебникот. Ви благодарам на вниманието.